Поранешниот премиер Никола Груевски во суд ја доби одлуката со која и официјално е информиран дека му е одбиена молбата за одложување на затворската казна. Пред камерите не сакаше да коментира. Дали примиште прво одлуката? Сега има право за 3 дена да поднесе жалба до Кривичниот совет на Скопска единица, со што се отвора можноста да го пролонгира одењето во затвор, а требаше во четврток да се јави во шутка. Следејќи ја праксата за поднесување на веќе одбиената молба, најверојатно адвокатскиот тим на Груевски повторно, но овој пат ќе испрати жалба на последниот датум преку пошта за во Кривичен да стаса наредниот ден. Откако жалбата ќе пристигна во судот, тогаш течат дополнителни 3 дена за тричлениот Кривичен совет на судии да одлучат дали ќе ја прифатат жалбата или Груевски ќе оди во затвор. Ако ја повторат одлуката на судијата за извршување на санкции, тогаш тричлениот Кривичен совет на судии ќе го напишат датумот на кој Груевски ќе мора да влезе зад решетки во шутка. Додека набавката на Мерцедесот на Груевски му донесе 2 години затворска казна, на поранешниот премиер му се суди во уште 4 предмети, меѓу кои случајот со изборните нерегуларности Титаник. На судењето се слушнаа 50 на телефонски разговори, а најмногу доминираше гласот на поранешниот министер за транспорт и врски Милјана Киески. Тој во бомбите договара авиони од Швајцарија и Италија за луѓе да гласаат за нив на локалните избори во 2013 година. Се слушна како Јана Киески се консултира со соговорници за тоа дали луѓето од Мала Преспа кои треба да гласаат на повеќе избирачки места, да гласаат и во Ресен или таму да се донесат други со двојни лични карти од кавадарци, за да не им го препознаат нагласокот. Во еден од разговорите поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска раскажува дека се дадени 2000 евра на некој со прекар снајпер и дека требало да бидат дадени парите кај како што ги нарече шиптарите и кај србите. Разговори за изборни нерегуларности повторно ќе се слушаат во Кривичен за 2 дена, кога продолжува судењето Титаник.